120 дечиња денеска беа израдувани од градоначалникот на Неготино Тони Делков. Во селата Дисан, Тимјаник, Пепелиште, Криволак, Војшанци, Црвени брегови и Тремник, Делков денеска додели пакетчиња на децата од предучилишна возраст, што придонесе за широките насмевки на нивните лица, како и за убавите и посреќни новогодишни божикни празници. Ова е традиционална активност на општина Неготино во пресрет на новата година. Градоначалникот ги посети 7 игрални и на децата им посака многу здравје, љубов, среќа и безгрижно детство. Нашата борба е точно за најмладите и ние ќе направиме се за нивните насмевки да бидат наша водилка, рече градоначалникот во изјавата за медиумите. Локалната самоуправа секогаш набавува материјал за да можат да се реализираат активностите на децата во игралните во селата од страна на наставниот кадар ангажиран од општината, нагласи тој. Во знак на благодарност децата денеска пееја новогодишни песнички, рецитираа стихотворби, а насмевките на нивните лица покажаа колку е малку потребно внимание за да ги се направат среќни и весели. Утре новогодишни пакетчиња ќе добијат децата од детската градинка Фемо Кулаков од Неготино, но и учениците од 5-то одделение. Денеска традиционално како и секоја година дојдовме да ги посетиме младите, да ги израдуваме со еден наш мал поклон, наше внимание. Тука сме во Долни Дисан, ќе ги посетиме денес сите 7 игрални во кои што има негде околу 120 деца. Барем во овие празнични денови кои што следуваат, малку да придонесеме за нивната насмевка, да му посакаме да бидат пред се здрави и живи, да имат пријатни празнични денови и да бидат успешни во делот на својот образовен процес кој што го учат. Тука сме денес и во Долни Дисан, така да сметам дека на оваа традиција мора да продолжи. Нашата борба е точно за најмладите и ќе направиме се тоа да биде нивните насмевки да бидат нашата водилка. Баш пријатно ми изненадија, се заблагодарувам во мое име, благодарам и до наставникот. Чувството е прекрасно. Дечките се супер, се надевам дека оваа соработка наша ќе продолжи. Веќе неколку години поред непрекинато функционираат игралните во руралните средини. Тие имаат за цел, дечињата од оваа рурална средина да се вклучат во процесот на предучилишно воспитание и образование. Праксата нас ни покажува дека овие дечиња кои што посетуваат ваков вид на настава се многу повеќе подготвени за настава, за разлика од оние кои што се воспитувани во домашни услови. Општина Неготино целосно го поддржува и го финансира овој проект. Тие помагаат со сите неопходни и потребни материјали и средства за работа. Се надевам дека тоа ќе продолжи во иднина. Дечињата со нетрпение го очекуваа градоначалникот да дојде и да ги израдува.